Уставниот суд на Македонија утре ќе одлучи дали ќе го продолжи мандатот на градоначалниците. Во услови на нејасна политичка состојба, а со тоа и неможност да се распишат локални избори, мандатот на првите луѓе на општините кои истекува на 15 мај треба да го регулира овој суд. Во иницијативите кои се доставени до Уставен се оспоруваат 2 члена од Законот за локална самоуправа, затоа што во нив не е предвидено како да се постапи во ситуација кога се пробиени роковите и не се распишани локалните избори на време. Овие избори требаше да се одржат во првата половина на мај, но поради тоа што не беше избран претседател на собранието, истекоа сите рокови за нивно распишување во предвидениот термин. Токму од тогаш трае неизвестноста во сите локални самоуправи, вклучувајќи ги оние на југоистокот, што без сомнение укажува на тоа дека кризата од централно ниво метастазираше и на локално. Останува отворено прашањето дали продолжувањето на мандатите ќе биде и период плюс да се завршат сите проекти кои беа ветени во програмите за овој 4-годишен мандат. Конкретно во општина Струмица, телеканал А1 досега направи повеќе анализи кои се однесуваат на различни проекти кои беа ветени во програмата на градоначалникот Зоран Заев, на чија позиција сега има вршителна должност. Голем дел од тие проекти, како што се водоводи, канализација и детски градинки во населените места, голф игралиште на Чам Чифлик, повеќе наменска хала, подземна сообраќајница кај градскиот парк, булевари и улици, споменик за загинатите во хеликоптерската несреќа, фабрики во индустриската зона Сачево, кои требаше да бидат готови до крајот на минатата година, но тие воопшто не се ни започнати. Завршување на царевите кули, подземна сообраќајница, ново турско мало, 3 нови детски градинки во селата, нов мултифункционален пазар, модерно панорамско поврзување на градот со населените места и со ридовите над градот, нови булевари, канализациони системи во селата, прочистителна станица. За сите наши прашања околу проектите контактирана беше општината. Одговорот оттаму е дека се што е предвидено во програмата ќе биде реализирано. Впрочем, повеќе месеци наназад, општината беше дел и од неколку афери кои се обелоденија во јавноста, како комплексот Цареви кули, аферата со Струмица газ, афера за подкуп, а финансиски инспектори на неколку пати ја чешла општината, што ќе остане белег на работењето на локалната самоуправа во последните неколку години. Инаку, продолжување на мандатите бара од Министерството за локална самоуправа, Министерството за правда, Светскиот македонски конгрес и ЗЕЛС, затоа што во спротивно, училиштата, јавните претпријатија, културните установи и сите институции кои се опфатени со децентрализацијата нема да можат да ги извршуваат своите дејности.